Раскол во иницијативниот одбор на пензионерите организирани под името за достоен живот во Македонија по вчерашниот координативен состанок одржан во Кавадарци, откако претседателот на иницијативниот одбор Драган Угриновски со неколку подржувачи ја образложил својата политичка амбиција преку партијата на Јанко Бачев, тој и неколку членови да бидат носители на листи за пратеници на наредните парламентарни избори. Представниците од општините на пензионерите, кои со месеци протестираа, се оградиле од таквата опција и си заминале од Кавадарци. По неуспешниот тензичен состанок со обиди за физичка пресметка, мнозинството од иницијативниот одбор, кој практично први ги започнаа протестите, се договориле да ги исклучат од претседателство на иницијативниот одбор членовите предводени од Драган Угриновски и набрзо да се состанат заради избор на ново претседателство од 3 члена и 1 координатор. Другата страна сето ова го негира и уверува дека тие се легитимни представници на иницијативниот одбор и дека тие се тие кои исклучуваат. Определбата на иницијативниот одбор на пензионерите за достоен живот и да се опстои на барањата за линеарно зголемување на пензиите во износ од 5.000 денари и определување минимална пензија од 20.000 денари за која најсиромашните пензионери во државата и понатаму ќе се борат со сите средства што им се на располагање. Инаку, иницијативниот одбор го оценува како некоректно политичкото одействување на неколкумина членови и класична злоупотреба на довербата на пензионерите со најниски примања, кои низ протести во внатрешноста и во Скопје видоа трошка надеж дека нивната состојба барем малку ќе се подобри. Токму затоа, иницијативниот одбор се оградува од понатамошното действување на групата предводена од Драган Угриновски и ги повикува пензионерите да ги следат идните активности во насока на исполнување на барањата.